Why didn't I flinch? Because the laws of science differ fundamentally. No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops И hit добро them. дојде повтор на каналот кај BetTeacher Crypto и денеска имаме подобрување на цената. Ќе направиме техничка анализа, ќе споделиме неколку графикони за да видиме што всушност можеме да очекуваме понатаму и моментално можеме да забележиме дека имаме надминување на ова 200 неделната средна вредност тука моментално и нешто што би можело да следува е уште едно движење кое што можеби ќе го врати оптимизмот за подоцна да го ресетираме тој сентимент во тие 55.000 кои што на некој начин ги очекуваме од 50 до 55.000 да биде тоа последна капитулација, бидејќи во претходните бер маркети сме имале слични такви ситуации, ќе го погледнеме тоа подоцна и на графиконите. И оно што можеме да го кажеме за USDT и USDC доминацијата, ова се трите фази, каде што доминацијата на стеблкоините се движи нагоре, а тоа значи дека имаме помали цени за криптопазарот и верувам дека ова ќе потребува уште малку, можеби ќе го формираме многу порано тоа дно кое што го очекуваме, а подоцна само да имаме странично движење, можеби уште еден флеш креш и подоцна да започнеме нов циклус. Доколку видиме и златото формира една од, верувам дека е оваа формација која што ќе заврши со пониски цени моментално, ќе го ресетира тој сентимент во неделниот циклус и полека ќе почне повторно да се придвижува нагоре. А вие размислете дали ова е добро време да се излезе од пазарот, бидејќи сме на екстремен страв. Екстремниот страв се појавува во bear маркетите, како што ги видовме во 2022 година и 2018 година. Моментално, доколку погледнеме овој графикон, секое движење во оваа територија тука било многу добро време за акумулација на било кое средство. Во меѓувреме, овој индикатор ни покажува дека секогаш кога ќе го допреме тоа ниво, имаме подоцна акумулација, подоцна и продолжување на циклусот, што значи дека тоа всушност се појавувало во оние бер маркети кои што сме ги имале до сега за биткоин, мало прекорачување на оваа граница, а потоа и враќање кое што го формира дното на пазарот. И токму ова е она сценарио што го очекувам доколку ја гледаме структурата на овие бранови, мало враќање кое што повторно ќе произвика еуфорија и конечно целосно рушење на овој сентимент тука во тие 50.000 тука, како што ги очекува и овој аналитичар тука. И погледнете што всушност луѓето споделуваат на мрежата. Едноставно луѓето ги ставаат овие графикони на многу помали временски периоди за да изгледа вака и да го исплаши мнозинството. Едноставно е, само зумирате ги чартовите и ќе ви биде многу јасно каде се наоѓаме. Во меѓувреме, ова се двете сценарии, што всушност и ќе ги прикажеме на реалниот чат, а и ќе споредиме со претходните години како се случувало тоа. Нешто што би можело да очекуваме е всушност ова движење кое што ќе се придвижи можеби во Б, а подоцна и во С, или пак ќе останеме само во странична зона, ќе направиме нешто вака, повторно ресет на тој сентимент, тотално докажување на криптопазарот во овие нивоа, дури и да дојдеме до пониски нивоа тука и подоцна да започнеме нов циклус кој што верувам дека ќе биде многу подобар од овој.
И во претходните видеа имаме гледано како MicroStrategy го формира својот врв, па така и Биткоин во тоа време го формирал својот врв, што значи дека Биткоин го следи MicroStrategy, а MicroStrategy моментално има приближување веројатно на овој четврт бран. Што ќе се случува тука, искрено не знам, ова делува на ABC корекција моментално, не ги следам овие пазари и не знам што се случува таму, но од Елиот перспективата оваа ABC корекција верувам дека е многу подолу и погледнете, ова е четвртиот бран каде што ни кажува Елиот дека треба да се одбиеме, дали ова ќе биде повторно тука акумулација и повторно да имаме некој флеш креш за повторно се акумулира. Ќе видиме. Тука можеме да ги видиме трошоците за производство, каде што цената се формира, односно има свое дно, кога ќе ги надмине овие трошоци за производство. Понатаму имаме RSI кој што е на своите најниски нивоа, кој што бил дури во 2022 година. Моментално е ова огромно ресетирање на сентиментот, тука ова е околу 25, ова е околу 27 тука моментално. И ова се веројатно добри позиции за акумулација. Доколку погледнеме на леверидж, луѓето не престануваат да го тргуваат овој пазар со овие лонг и шорт позиции. Моментално имаме огромни лонг позиции кои што веројатно ќе треба прво да се ликвидираат овие на 67.000, а подоцна да се ликвидира повторно овие на 60. Дали тоа ќе биде случај, ќе видиме. А сега да се префрлиме на графиконите и да видиме каде се наоѓа овој пазар и што можеме да заклучиме. Погледне, имаме точно одбивање од оваа тренд линија која што ја поставиме уште одамна и тоа во 2024 година, која што прво ја надминавме, а сега веројатно ја ретестираме, а погледнете каде се наоѓа нашиот Фибоначи токму на 58.000 тука моментално. И четвртиот бран од Елиот ни се наоѓа во опсек од, погледнете, ова се само ликвидации, доколку го земе овој опсек, тоа ќе биде околу 50 до 55.000, оваа зона би требало да се формира тоа дно. И сега ќе земеме еден празен графикон да можеме да ги споредиме беар маркетите и каде што се наоѓаме. Еве ќе го земеме овој од 2022 година моментално. Ќе го пресликаме тука да видиме што всушност погледнете го ова движење колку е слично и моментално веројатно го формираме ова движење. Погледнете, дали ќе биде ова повторно вака. Имаме неколку начини да биде повторно вака, да имаме некој повторно ресет на сентиментот, да се придвижиме на овие цени и повторно сранично движење, можеби некој Black Swan настан, движење каде што веќе го формираме тоа дно тука и многу ќе имаме bearish сентимент тука. Верувам дека тоа ќе се случува секојдневно, дека цената ќе оди до 15-16, ќе и посетиме овие нивоа, можеби 20.000. Не можеме да бидеме сигурни во тоа, но ќе видиме што ќе се случува. Имавме некој FTX колапс, верувам дека ќе имаме уште некој Black Swan настан кој што ќе не придвижи до тоа дно, бидејќи доколку погледаме на месечен чарт, ова тотално кореспондира со ова движење, да имаме уште неколку месеци така наречен bear market, бидејќи ова MACD на месечно ниво, погледнете, имаме уште поголемо движење на MACD надолу. И дали веќе
го формиравме ното тука, ќе добиеме уште некое мало движење тука, или пак од перспективата на циклусите, она што го очекуваме е, погледнете, имаме формирање веројатно на day cycle low тука во 76-тиот ден, и она што го очекуваме од day cycle low би требало да биде придвижување на цената нагоре, да добиеме некое движење кое што повторно ќе го врати на некој начин оптимизмот. И што се случува подоцна би очекувале уште едно day cycle low тука, доколку измериме тоа би било во можеби април некаде. Дали тоа ќе се формира и ќе имаме повторно ресетирање на тој сентимент, или пак ќе имаме движење на цената до ова ниво, што значи дека моментално треба да видиме какво ќе биде ова движење, дали ќе биде left translated или right translated. Она што би требало да биде е можеби left translated, доколку се исполни на наше сценарио, и ова дно бидејќи беше пробиено, да видиме каде всушност ќе го формираме следното. Веројатно и ова ќе биде пробиено. Доколку погледаме на S&P 500, моментално имаме веројатно failed day cycle, што значи дека очекуваме ресет на сентиментот во failed day cycle. Можно е да сме добиле врв за S&P 500, кој што ќе го видиме подоцна, доколку тоа е случајот, бидејќи ова делува многу на дистрибуција. Златото, доколку погледнеме, ево, она движење што моментално го гледаме, и ќе почекаме да видиме што ќе се случи, бидејќи очекуваме нешто, некако вакво движење. Златото е всушност и непредвидливо, но секако ќе се потрудиме да знаеме што се случува и тука. И од прилика тоа е тоа. Вие слободно претплатете се на каналот и оставите во коментар каде ја очекувате цената на биткоин, каде очекувате да се формира тоа дно, доколку имате некоја представа. А ние се гледаме во следното видео. Поздрави, чао, чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.